Почитувани, денеска Советот на општина Охрид го усвои ребалансот на буџетот на општина Охрид. Буџетот кој беше изгласан на 26.12.2019 година и беше од самиот почеток на оваа календарска година изложен на предизвикот со кој се соочи целата наша држава и целиот свет, а тоа е пандемијата од коронавирусот COVID-19. И покрај тоа што бевме изложени на еден ваков предизвик кој донесе низа социоекономски турбуленции кои траат веќе 8 месеци, среќен сум што Охрид успеа да заокружи една исклучително успешна година со значајни капитални инвестиции во инфраструктурата и во образованието, но и да овозможи навремено сервисирање на процесот на раздолжување. Согласно мојот принцип на транспарентност во работењето, сакам да информирам јавноста дека со ребалансот на буџетот се кратат дел од средствата кои се планирани и се во тек на реализација, а за наплата ќе пристигнат во новата 2021 година. Со оглед на тоа, нивото на вкупниот буџет е намален за 9% и изнесува 1 милиарда 113 милиони 433.751 денар, додека основниот буџет изнесува 548 милиони 300.000 денари. Остварувањето на носечката програма во буџетот за 2020 година, уредување на градежно земјиште, заклучно со 31.10.2020, изнесува 70%. Ваквото високо ниво на реализација на оваа програма се должи на успешното завршување на реконструкцијата на улиците Охридска бригада, Прва македонска ударна бригада, улици во населбата Христо Узунов, улицата која поминува низ поранешната касарна. Исто така беше реализирана изградба на тротоари и велосипедски патеки на улицата 15 корпус, беше извршено асфалтирање на тесни улици во повеќе села и населби, а во тек е реализација на големиот инфраструктурен проект за реконструкција на улицата Аба Семин. За реализација на овие инвестициски проекти и голем број други проекти во делот на инфраструктурата, од општинскиот буџет беа издвоени околу 92 милиони денари. Со донесениот ребаланс на буџетот се овозможува реализација на проектите за кои се завршени тендерските постапки, склучени се договори и се очекува во текот на последните 2 месеци од годинава да започнат со реализација, а дел од овие инфраструктурни проекти ќе се исплаќаат во текот на наредната 2021 година. Тука би сакал да ги извадам проектите за реконструкција на улицата Марко Цепенков, каде што работите ги започнавме денес, изградба на коритото на река Грашница во делот од булевар Туристичка до Железничка, изградба на резервар за водоснабдување во селото Горно Коњско, изградба на потпорен зид во стариот дел на градот, поставување подземни контејнери на повеќе локации во градот, за кои што Советот на општината денеска донесе одлука, набавка и поставување на типизираните тезги за продажба на сувенири и други предвидени програмски активности. Во делот на образованието, продолжување со инвестициски активности во речиси сите основни и средни училишта. Оваа прилика сакам да искористам да упатам одговор и појаснување на неколку дезинформации кои денове беа изнесени од страна на опозицијата. Како прво, привремените вработувања за 2020 година со предложениот, поточно донесениот ребаланс на буџетот, ги намаливме од првичните 8,5 милиони денари на 5 милиони денари, односно општина Охрид во 2020 година за привремени вработувања ќе потроши нешто помалку од оваа сума. Врз основа на овој факт, смешна изјавата на опозицијата дека се предвидуваат нови средства на оваа ставка. Не обвинуваат за враќање на стари долгови, а не го врануваат она што е најголем успех на оваа локална власт, а тоа е процесот на раздолжување на општината. Доколку не знаат, еве да ги потсетам. Долгот од 1 милиарда и 600 милиони денари, кој го наследивме во 2017 година, го сведовме на ниво од 470 милиони денари, колку што сега должи општината по сите основи. Ова е податок кој што пред неколку дена го соопшти Министерството за финансии, па така скоро по 2 децении општина Охрид веќе не е на првото место на листата на најголеми должници како локални самоуправи. Опозицијата треба да знае дека тие 40 милиони денари кои ги спомнуваат се по спогодби кои се подпишани и со нивно непочитување се крши законот и се создава ризик за нови судски процеси и нови долгови за општината. Општина Охрид константно го намалува својот долг и не генерира нови долгови,
Тоа е за секое поздравување, а не за неосновани празни критики. Се работи за инвестиција во иднината, се работи за еден процес кој од самиот старт е јасен и транспарентен. Уште еднаш потенцирам дека само за нецели 2 години долгот е намален за фантастични 1,2 милиарди денари. На оваа тема јавно би го запрашал господинот Сашо Донев, кој во име на опозицијата често изнесува невистини, дали е грев што општина Охрид го исплати наследениот долг кон Искоградба во износ од 13 милиони и 600 илјади денари од времето кога тој беше на челната позиција на ова јавно предпријатие. Во делот на непродуктивните расходи сакам да истакнам дека општина Охрид во 2020 година ќе ја заокружи со 0 трошоци за ресторански услуги и репрезентација и со реализација на само една исплата на име трошоци за одбележувањето на 8 декември од 2019 година. Исто така во програмата градоначалник патните и дневните расходи со овој ребаланс се скратени за 355.000 денари. Воедно сакам да ви информирам дека сите средства кои што ми се исплатени на име патни и дневни расходи во 2020 година, на крајот на годината ќе ги уплатам на сметката на Дневниот центар за лицата со интелектуална подпреченост Здраци. За обвинувањата на опозицијата кои беа изнесени за намалувањето на средствата за изработка на урбанистички планови, сакам да нагласам дека јавноста беше навремено информирана и дека оваа година се склучија 4 договори со економски оператори за изработка на урбанистички планови во вредност од скоро 10 милиони денари. Се работи на подготовка на урбанистички планови во речище сите села на подрачјето на општината. Исто така, планот за Урбан блок 8.3 е во завршна фаза и до нова година ќе биде доставен до Советот, а имаме значителен напредок во носењето на ГУПот за Охрид и мислам дека и тој ќе биде пред советниците до нова година или почетокот на наредната година. Исто така, би сакал да појаснам дека во програмата изградба на системи за водоснабдување, со донесениот ребаланс се намалени средствата за реконструкција на пумпната станица во Метропол во износ од 17 милиони денари, бидејќи имавме 3 неуспешни тендерски постапки за овој проект. Оваа програмска активност е во тек и истите финансиски импликации ќе бидат во буџетот од 2021 година. Јас како градоначалник и оваа локална самоуправа продолжуваме да работиме посветено и одговорно во остварување на сите планови и програми кои се во насока на исполнување на ветувањата кои се дадени пред граѓаните. Убеден сум дека и во иднина ќе оствариме значајни резултати во сите сегменти, кои ќе овозможат подобар развој и подобра иднина за нашата општина.